Во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани беше промовирано новото интервентно возило, што пожарникарите го добија како донација од Дирекцијата за заштита и спасување. Се работи за теренско возило од марката Санг-Јонг со целосна опрема за гасење шумски и полски пожари, како и за интервенции на тешко пристапни терени. Возилото има погон на сите 4 тркала и дизел мотор, а располага и со кабина за 5 лица, како и простор за опрема за интервенции. Возилото ќе биде наменено за пожари на отворен простор, како што се шумските пожари со ниско стеблеста шума, сува трева и страничта во полските пожари. Возилото е опремено, како што каже градоначалникот, комплетно и со пумпа, кој е од 13,5 конски сили со резервар од 400 литри вода и 20 литри пенило со 2 млазници и црево витло од 50 метри. На представувањето на возилото присуствуваше и градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кој истакна дека противпожарната единица значително го комплетира потребниот возен парк. Да го промовираме возилото добиено од Дирекцијата за заштита и спасување, при што во оваа пригода сакам да им се заблагодарам за донираното возило. На територијалната противпожарна единица да им посекам да се служат со ово возило успешно, но пред се во превентивни цели, и сакам да го искажам своето задоволство дека со ово возило правиме скоро целосна опременост за интервенции на терен при шумски пожари и на тешко достапни места. Добро е да го имаме на располагање, уште подобро ќе биде ако го користиме поретко за елементарни непогоди, а повеќе за превентивни справувања со последиците од или опасностите од елементарни непогоди. Слично интервентно возило кочанските пожарникари добија на почетокот на оваа година, како донација од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, што се спроведува преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Со оглед што за неколку дена и официјално ќе почне жетвата на оризот во регионот, од територијалната противпожарна единица од Кочани упатија апел до земјоделците по завршувањето на жетвените активности да не ја палат сламата и страништата. На тој начин ќе се избегнат пожари од поголеми размери и ќе се спречи загадувањето на воздухот. Општина Кочани ги објави содржините за 31-та манифестација Денови на Кочанскиот Ориз, што годинава ќе се одржи од 4 до 8 октомври. Централниот дел на културно-промотивната програма со традиционалното зажнијување и вршидба на Ориз ќе се одржи в сабота на 8 октомври на оризовите полиња во селото Горни Подлог. Во рамки на програмата најавени се и промоции на книги, средби со писателите Горјан Петрески, Власта Ценик и Филип Димковски, како и литературни читања во основните училишта. На централниот настан на манифестацијата во Горни Подлог ќе биде доделена и наградата на најуспешниот оризопроизводител, а ќе има и презентација и дегустација на традиционална храна од ориз. Во паркот на Револуцијата во Кочани пак ќе бидат поставени изложбени и продажни штандови со ракотворби, домашни изработки, органска храна, уметнички креации и слично. Исто така ќе бидат доделени и наградите во рамки на детскиот ликовен и литературен конкурс Рака Ориз, грст насмевки. Настапки имаат и најмладите од детските градинки и од основните училишта. Во музичко-забавниот дел ќе настапат домашни и фолклорни ансамбли од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија. Исто така концерти ќе одржат и Зарина Прва Севда, Ирена Спасовска со Маестро Бенд, како и рок групите Паркети и Дейзи. Организатор на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз е локалната самоуправа на Кочани во соработка со Сдруженијето на пензионери и фолклорните друштва од општината. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис реагира на давањето, односно недавањето поддршка од страна на партијата Левица во Советот на општината
за плановите за вработување во институциите. Во дописот се нагласува дека советничката група на СДСМ е конструктивна и секогаш на страната за доброто на сите. Планот за вработување доби наша подршка како чекор напред кон реализација на веќе започнатите проекти. Планот мораше да се изгласа затоа што како воопшто би функционирала една градинка ако нема вработено соодветен кадар. Ниту имало, ниту ќе имаме договор за вработување со кој било политички субјект. Поинтересно е што Левица не го подржа истиот тој план, а дадоа подршка за вработување во библиотеката Искра, каде реално нема ни потреба. Првиот пат не беа согласни, за да веќе вториот пат гласаа за, што е тоа што се смени во меѓувреме. Веќе се отвора прашањето дали нивната подршка е со добри намери за сите граѓани или е дадена од некаков си интерес. Дали е подршка од ист калибар како договорот кој Левица го склучи со ВМРО за поставување членови во управни одбори во јавното претпријатие Водовод и регионалното јавно претпријатие за депонирање отпад, што ќе се отвори во Свети Николе. Упорно настапуваат од позиција дека работат во интерес на сите граѓани и се против секакво здружување и злоупотреба, а всушност тие го прават токму тоа. Се договараат за нивни активисти да се најдат на списокот за месечен надомест од државата. Во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Кочани прашуваат што друго имаат договорено во Левица, само да се остваруваат личните интереси на поединци од нивната политичка структура. При тоа се констатира дека тажно е што се случува ова, додека нивните поддржувачи им ракоплескаат за навидум искрениот и демократски политички пристап што го презентираат во јавност, се вели во дописот од СДСМ Кочани. Во фоаје 2 на Центарот за култура Бели Мугри е отворена втората самостојна ликовна изложба Вера, Надеж, Љубов од роднокрајната авторка Нада Дзамбова Донева. Ликовните дела, работени во акрилна техника на платно, предизвикаа голем интерес кај љубителите на сликарската уметност од Кочани и регионот. Во рецензијата за изложбата, историчарот на уметност Илинка Атанасова нагласи дека наспроти професионалната определба како биолог и наставник во основно училиште, Дзамбова Донева чувствува силен предизвик соодветно да ја манифестира својата креативност. Делата за својата втора самостојна изложба Вера, Нада, Љубов ги создава во многу турбулентен период на глобален психолошки притисок, период на пандемија која ги затресе темелите на дотогашниот начин на живење и поттикна промени во сите сфери, кога неминовно се менуваат и уметничките принципи. Уметноста ја губи својата улога во функција на човекот и на општеството. Станува одраз на субјективно чувство и индивидуалност што води до своевидни противречности. Во рамки на создавање на делата таа поминува низ субјективно себеосознавање. Своите дела ги засновува врз препознатливи или непрепознатливи содржини од предмети од природата со издвојување на нивните геометриски својства. Просторот ја губи својата перспектива, а започнува да доминира боја, материја, светлина, енергија како средство за постигнување нов вистински простор. Пред публиката во својот роден град, Дзамбова Донева се представува со 30 ликовни дела во мал и среден формат, што ќе бидат изложени во наредните 2 недели. Мојата порека е да го ставаме материјалното и да се свртаме кон духовните вредности. Да живееме во склад со самите себе и со природата. Темата е изразив преку природата, преку некој микроскопски поглед на ткивата, посебно растителните ткива, кои што некако има како една аналогија, например, нерватурата на листовите, како една аналогија со крвотокот кај човекот. Ликовната изложба Вера, Надеж, Љубов е дел од годишната програма на Центарот за култура од Кочани, финансирана од Министерството за култура. Викендов се одигра четвртото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Екипата на Осогово гостуваше во Струмичко градско Балдовци против тимот на Спартмани и доживеа пораз од 1:0. Иако пред почетокот на надпреворот жолтосините се сметаа за фаворити,
Тие целосно потврлија во планот да ја продолжат серијата за освојување на 1 или 3 бода. Слабата игра, незалагањето на теренот и некоординираноста во текот на целиот надпревар резултираше со губење бодови за кои претходно се калкулираше дека ќе го задржат клубот на врвот на табелата. Единствениот погодок што во 40-та минута го постигна домашниот играч Кршков беше доволен 3 бода да останат за домакините, а гостите од Кочани да се вратат со празни раце. Со победата на Овче поле пак на домашен терен против Пробиштипски Рудар, екипата од Свети Николе се искачи на првото место. Осогово се најде на 3-то место, што го дели со Карбенци и Малеш, пред кои има само подобра гол разлика. Во следното коло на стадионот Никола Мантов, жолто-сините ќе го играат соседското дерби со тимот на Академија Чешиново Облешево. Неочекуван пораз доживеа и Виничка Слога 1934 на домашен терен. Екипата на Гостивар ги изненади виничани со резултат 1:0 и ги освои 3 бода. Единствениот гол на надпреварот го постигна гостинскиот играч Муарем во 48-та минута, со што го постави и конечниот резултат. Екипата од Виница по 6 одиграни кола има само 1 победа и влезе во долниот дел на табелата. Покрај тоа, Виничкиот клуб има и внатрешни проблеми од финансиска природа. Во следното коло, Виничкиот второлигаш ќе гостува во Охрид на тежок надпревар против второпласираната екипа на Воска.